Заврши епидемијата на голема кашлица, информираа денеска надлежните од одделението за епидемиолошка дејност во Центарот за јавно здравје Куманово. Последниот случај е регистриран во ноември минатата година, а вкупната бројка изнесува 107 случаи на пертусис, соопшти раководителката доктор Јадранка Стаменковска. За 14 јануари ние одјавивме епидемијата на голема кашлица, која започна на 6 февруари, и одјавивме, последниот случај беше на 19 ноември, така да веќе оваа година епидемијата беше одјавена со вкупно 107 случаи на голема кашлица, од кои претежно, тоа беа деца на возраст до 14 години. Од сите беа лабораториски потврдени случаи, од нив 19 беа хоспитализирани, останатите беа на домашно лекување. Значајно е да се забележи дека голема активност се презема од страна на превентивните тимови во здравствениот дом, кои што преку 6900 вакцини имаат дадено на вакцини кои содржат оваа компонента на голема кашлица. Тоа беше голема, неделно известува, правевме ние епидемиолошки анкети, истражувања, така да епидемијата е ставена веќе фактички е завршена. Со оваа активност што се превзема, тимовите изврши пребарување на картолните, вакциналните картони и на оние деца кои што не беа вакцинирани со МРП вакцина, односно вакцина против морбили, рубеола и пертусис, така да и тука малку е зголемен опфатот на вакцинирани, меѓутоа далеко од она од очекуваниот, што го очекуваме над 95% да биде, 98% да биде, за да имаме некој колективен имунитет задоволителен. Што се однесува до состојбата со сезонски грип, во текот на втората недела од годинава вкупно се пристигнати 118 пријави на случај на грип или заболувања слични на грипот. Во однос на претходната седмица два пати е зголемен бројот на заболените, а споредбено со истиот период минатата година станува збор за зголемување од 2,5 пати, истакна Стаменковска. Според раководителката, со започнување на второто полугодие од учебната година се очекува и пикот на сезонски грип во февруари месец. Од овие 118 случаи во текот на оваа недела, најзаболена возрастна група од 15 до 64 години, со 66 лица, потоа следи возрастната група од 9 до 14 години со 27 лица, 0 до 5 години од 17 лица и 8 лица се над 60 години. Тоа се отсликува и во претходните недели, најзастапена возрастна група е она која што е всушност најбројна, тоа е од 15 до 64 години. Меѓутоа, очекуваме дека со започнување на школската година, дека предшколската и училишната возраст ќе бидат тие најзастапени. Да потенцираме дека во нашата микробиолошка лабораторија се детектирани 74 случаи лица на инфлуенца А, 4 случаи на инфлуенца Б, од 18 случаи на респираторен синциција вирус и 8 случаи на хуман метапнеумовирус. Всушност сите оние што ги очекувавме вируси на инфлуенца, како и на оние други слични на инфлуенца. Заболувањето се пренесува преку капки, аеросоли или преку директен контакт со рацете. Правилно и редовно миење на рацете, правилно кашлање и кивање, редовна дезинфекција на површините се дел од превентивните мерки кои што ги препорачуваат епидемиолозите за заштита од сезонски грип. Освен она што е проветрување на просториите, намалување на дистанцата, мир, односно мирување во домашни услови, особено треба да се обрне внимание на правилно редовно миење на рацете, особено после фаќањето на носот, на устата, после кашлање, кивање, така да не доаѓа индиректно контаминирање со вирусот. Исто така, освен овие, дезинфекција на површините се подразбира, одржување на онаа дистанца, правилно кашлање и кивање преку марамици или во лакто, така да
сето оно што го имавме досега за капковите инфекции, значи се однесува и за грип. Вакцинација против грипот е најефикасна мерка за превенција на грип, која спречува појава на потешки форми, компликации и смртен исход, особено кај ризичните групи, посочуваат лекарите.